Благодарам за присуството. Би сакал на целиот македонски народ, на сите граѓани на Македонија, да го честитам најголемиот празник, 2 август, Илинден, денот на Илинденското востание, денот на почетокот на Крушевската република, првата република на Балканот, и денот на првото заседание на АСНОМ, со кој што беа удрени темелите на македонската државност и држава, кои што беа кронисани со 8 септември како ден на независноста на Македонија. Македонија и македонскиот народ имаат јасен политичко-историски континуитет, кој што започнува некаде во 19. век со природбата, продолжува низ востанијата во 19. век, кои што како круна го имаат Илинденското востание на почетокот на 20. век и Крушевската република. Таа борба продолжува помеѓу двете светски војни, во едно континуирано востание, кое што се одвива на територија на цела географска Македонија. Продолжува со 2 август АСНОМ 1944 година и долумната државност, за жал само за овој дел од географска Македонија. Двата останати дела, Пиринска и Егејска Македонија, за жал остануваат поробени и добива своја круна на 8 септември 1991 година. Би сакал да го честитам празникот на сите македонци и на сите граѓани кои што живеат во Македонија. Ова е најголемиот наш празник. Во исто време, би сакал да споделам едно горчливо чувство за тажната слика која што денес ја гледаме на Мечкин камен. За прв пат после скоро 8 децении традиционалната манифестација на Мечкин камен не се случува заради хирот на власта, заради одлуката на власта да избега од сопствениот народ. Затоа што се свесни дека не можат да се соочат со народот, затоа што како самите што кажуваат се уплашени од свирежите на народот. Тие свирежи се свирежи израз на гнев и на болка за сето она што и се случува на Македонија, национално обезличување, криминал, корупција и економско опустошување. Затоа е денес Мечкин камен празен, затоа власта бега од народот и затоа измислуваат некакви си прослави кои што треба да се случат навечер, без пригодни говори, со некаква музичка манифестација и во некакви кралски манири каде што сите треба да чекорат позади еден. ВМРО-ДПМН не се согласува со таквиот став на председателот Пендаровски. ВМРО-ДПМН не се согласува со таквиот став на власта предводена од Зоран Заев. И затоа денеска реши ВМРО-ДПМН да дојде тука на Мечкин камен, како што е редот, преку ден, во периодот некаде после пладне, кога секогаш се одржувала манифестацијата за прославата на Илинденското востание, да се поклони пред хероите, да положи свежо цвеќе и да одаде почит. Во исто време оддадовме почит и на споменикот на Никола Карев во Македониумот, како и на паднатите борци на Слива кои што го бранеле градот. Тоа е традицијата која што треба да остане. Она што можам да го ветам на македонскиот народ и на македонските граѓани е дека веќе следната година сето ова ќе е повторно полно, живо, ќе се наполни тука Мечкин камен и целата ова местност ќе врие од народ, ќе има десетици, стотици илјади луѓе кои што заедно со нас и со една нова народна власт ќе го прослава 2 август Илинден онака како што личи, а не вака да е опустошено и обезличено. Не смееме да дозволиме во услови кога се гази македонскиот идентитет, кога се става под прашалник од страна на соседите, пред се од страна на Бугарија, целокупната македонска историја. Не смееме самите да дозволиме да се сквернави празникот, а за жал највисоките органи на власта, како што се председателот и премиерот, го сквернават празникот, очигледно обидувајќи се да угодат на други. Ние тоа нема да го дозволиме. После промената на власта која што се случи уште оваа есен и следната пролет, в година на 2 август заедно тука ќе славиме со десетици, стотици илјади македонски граѓани и македонски народ. Благодарам, да е честит Илинден и повелете доколку имате прашања.